Синоќа Битола беше домаќин на претседателството на Унијата на млади сили на ВМРО ДПМН на трибина за собирање идеи од младите. Ваквите трибини се организирале со цел секој млад човек да биде слушнат. Најчесто младите идеите ги насочувале кон образованието, спортот, инфраструктурата и вработувањето. Идеи кои по обработката од партијата ќе се најдат во изборната програма. Многу позитивно е тоа што од почетокот на оваа кампања која што започна тука во Битола, значи пред неполни 2 недели, до сега ВМРО ДПМН како партија промовираше дури 3 мерки поврзани со младите, 3 мерки кои што младите имаат огромен бенефит од тие мерки и воедно 3 категории на млади се опфатени во тие мерки. Прва категорија се средношколците со мерката средношколска среда, подоцна се студентите со бесплатниот превоз за сите студенти, редовни студенти на државните универзитети и третата категорија тоа се младите вработени кои што преку проектот Купи куќа за млади до 35 години имаат можност да дојдат до свој собствен дом. До сега собрани биле околу 30 на идеи, од кои веќе само по 2 недели од почетокот на оваа кампања почнуваат со реализација. Проектот Средношколска среда почнува од 1 јануари 2016 година. Имено во Битола младите биле креативни и тимовите на партијата директно од нив слушнале многу идеи. Од досегашно искуство, да, младите доста се насочуваат во однос на образованието во Битола, затоа што сме универзитетски град. Ги бараат читалните, веќе имаме неколку нови читални во библиотеката. Има повеќе барање, од нив се надевам дека ќе слушнеме уште многу нови предлози на оваа трибина. Синоќа беше истакнато дека не е важно младите од која вера или партија доаѓаат, важно било нивните идеи да се конструктивни.